Благодарам, председателке. Почитуван колега Сали, прво јас морам да ви информирам дека вашата коалиција повеќе не се вика Европски фронт. Најверојатно не ви информирале вашите коалициони партнери. Одамна го напуштивте ви европскиот пат. Зашто го напуштивте, бидејќи не го разбирате? Во Европа воопшто не е битно дали вие се викате Сали, јас се вика Малише, колегата се вика Бојан. А вие конкретно и цело време одите само на етнички теми. Исклучиво само тоа ви интересира. 13 минути за еден стратешки документ за државата, буџетот на Република Македонија, вие посветувате на турската зедница. Најчесто не разбирајќи го документот за кој што зборувате. 350 милиони само минатата година беа дадени на локалните самоуправи. Предпоставувам дека добар дел од тие средства заврши за потребите на граѓаните од турската зедница. Патот кога ќе се гради од Кичево према Охрид, таму само ќе возат македонски граѓани, албански граѓани. Турци ќе возат ли по тој пат? Предпоставувам дека ќе возат. Или процентуално ли тогаш ќе ги броиме? Само 4% турци ќе се возат на патот. Вие стварно не знаете зашто зборувате? Во мултиетничко општество, вакви теми кои што вие ги отварате, ти немаат врска со животот. Втора работа, зборувате за руралните зедници. Вие не ни знаете каде да прочитате за руралните зедници. Имате агенција за поддршка на земјоделието и руралниот развој. Во стапката за рурален развој имате зголемување за 333% во однос на буџетот од 2025 година. Зголемена ви е таа ставка. За 333%. И вие сега ни зборувате 10 минути како немате средства за рурален развој. Како немате, како руралните области не могат да се развијат. Па еве зголемила владата, го имате тоа во буџетот. Прочитајте го. И сега зашто можеме ние понатаму да зборуваме? Вие едноставно се фаќате за темата 4% турци, дајте да видиме во буџетот 4% турци. На што ќе личи тој буџет? За македонци 60%. За албанци, не знам, 20-25%. За турци 4%. Така ли ќе го правиме буџетот? Па ние во една држава ќе живееме, унитарни ли? Што ќе правиме понатаму? Тоа ли е европскиот пат? Тоа ли е европскиот пат? Не ли е европски пат? Кога ги правите компарациите, прочитајте ги малце буџетите на другите држави. Ама прочитајте ги, не поджетчивите. Гледам дека користите малце вештачка интелигенција, нема врска тоа што го кажувате сега. За Белгија конкретно нема врска, и одма ви кажам. Одма да ви кажам, нема врска тоа што го кажувате за Белгија. Или сакате да ми кажете, замислите во европска држава, во Германија, ќе се дрзне турското малцинство во Германија да стане да каже во буџетот на Германија каде е нашиот процент колку да биде? Па ве молам. Благодарам.